Ксенија, веќе треба да имаме оно што можам слободно да го кажам, дека е неверојатно популарен станува и нејзиниот последен роман, Незадоволна. Верувам дека е задоволна бидејќи е дел од нашето премиерно издание на Црвена линија. Ксенија, дали се слушаме, како си ми? Здраво, здраво Тина, здраво Тео. Здраво. Слушаме. Здраво, ви благодарам многу на поканата. Поздрав до вас, поздрав до гледачите на телевизија Телма. Навистина се радувам што сум дел од денешната ваша емисија и се надевам дека ќе си направиме убав разговор. Не може да не биде убав разговорот, особено бидејќи има многу новини што се врзуваат за тебе. Тоа значи дека романот Незадоволна е веќе преведен на 2 јазика. Дали можеш еве да ни откриеш кој е последниот успех што се врзува за овој последен роман? Поточно романот Сите мажи ја сакаат Лија е преведен на англиски и треба да излезе баш сега во петок на 24 септември за интернационален пазар, за англискиот пазар, а романот Емотивен манипулатор е преведен на бугарски јазик. Имавме промоција пред неколку месеци таму во Софија, во Македонскиот културен центар и навистина беше одлично искуство, така што тие се две големи новости на кои што сум особено горда. Јас ќе бидам упорна и ќе кажам дека не треба да се срамите, туку дефинитивно да ни се јавите на 0230766777 и да ни бидете супер друштво во разговорот со Ксенија Николова, доколку имате некое прашање. Ксенија, темата ни е како стартувате или како се додворувавме. Не случајно го велам ова, затоа што мојата генерација и како уживаше во целиот тој процес на додворување. Сега некако во инбокс имаме само поз, здр, и некако се оди на брзина. Ми се чини дека се нема и трпение. Кој не сака да биде дел од таа романтична приказна, престанува комуникацијата. Еве каков е твојот став, бидејќи сепак ти не спаѓаш од највозрасната категорија, ги живееш можеби и двете приказни. Додворување, стартување. Токму така, јас имав среќа да ги доживеам и двете приказни, односно да почувствувам што значи она класично додворување, држење за рака, одење во кино и прошетка покрај реката и во центарот на градот, но истовремено сум сведок и на новата генерација на интернетот. Се сеќавам на зборовите на еден од моите омилени професори по економија, кој што рече дека интернетот и технологијата се нешто најлошо што му се случило на светот и од една страна сега се согласувам со него, бидејќи многу од нештата во кои што уживавме, едноставни нешта се одземени поради напредокот на светот, што е логично и нешто што ние не можеме да го сопреме, но истовремено има и многу предности кои што нели ги добиваме со новата димензија која што ни ја носи интернетот, така што мислам дека балансот е клучот за еден убав и среќен живот во секоја смисла. Интернетот дозволи да бидат некако сите достапни, но како велат секогаш има алатка моите пријателки, делит блок веднаш. На првото здр имаш и преглед, слики, фотографии, ако некој и баш не ти е онака привлечен. Она што е интересно дека твојата љубовна приказна е веќе и официјална. Ти си во брачните води. И оно што мене ме интересира како му успеа на твојот брачен партнер да те освои за навек. Така, немаше некоја посебна приказна околу освојувањето, бидејќи ние навистина се познававме од претходно. Ние завршивме во исто средно училиште и делиме доста спомени од средношколските денови во смисла дека бевме дел од исти кругови, се дружевме со слични друштва и така натака. Но се сретнавме во еден период од животот во кој што сметам дека и двајцата не бевме подготвени за нешто поинакво, нешто што ете така стана сериозно со текот на времето и мислам дека кај нас работите едноставно се подразбира, се работеше на истото да се развие и да биде онака како што треба. Чекор по чекор во мојот живот секогаш е се така, чекор по чекор, ништо не ми се случило наеднаш и можеби затоа и некако навистина научив да ги ценам нештата. И тоа е тоа, нашата приказна е во таа смисла прилично едноставна. Интересно дека јас припаѓам на генерација, како велиме, ние го обвинуваме Дизни за сите неуспешни приказни во љубовта, затоа што љубовта ја доживувавме преку романите, многу се читаше, гледањето филмови. Но од друга страна велат дека ако нешто е премногу добро, значи не е добро.
Таквите додворувачи се посебна категорија. Дали се сложуваш, дали некој може би ако е премногу инвазивен или не може би досаден, туку премногу сето тоа добро изгледа филмски. Дали е сомнително? Она што јас сметам дека е важно е да се пронајде она кое што вам ви одговара. Значи нема формула за тоа што е вистинско, што не е вистинско. Сите сме ние различно, на некој она што е за некого вистинска романтика, за некого е премногу или премалку, така што треба да се најде својот рецепт, она што нам ни се допаѓа и секако по тој калап да си ја градиме собствената среќа. Навистина сум научила дека секоја љубовна приказна е индивидуална и не сме да се споредува една со друга. Некогаш ние споредувајќи се мислиме дека туѓото е подобро, дека туѓото има повеќе смисла, но во суштина се е онака како што треба да биде и нели сите ние сме различни, си ја градиме собствената среќа на различен начин. Интересно дека Тео, кога сме разговарале, неговиот став односно оваа тема е него му е се забава. Значи тој размислува само на забава, нема сериозни намери, а јас како повозрасна му велам, не знаеш Тео кога ќе те погоди. Дали се сложуваш? Еве, може би со Тео можете малку да продискутирате. Тео, имаш ли прашање ти за Ксенија прво? Се сложуваш ли со ова? Јас сум помлад сум, сакам секако забава сам, ми треба сето време пред да одберам мојата сакана. Дали всушност постои формула да одбереш или ти се случува љубовта? Ето и тоа да прашам. Апсолутно е дека се случува, но нема ништо погрешно во тоа и да знаеш што е она што го сакаш, нели? Тоа се некои стандарди кои што си ги поставуваме за животот, не само во смисла на љубовта, туку во смисла на целосниот живот, кариера, семејство, начин на живот и така натака, животни планови. Нема ништо погрешно во тоа да знаеш што тебе ти е важно и убаво е кога ги делите истите морални вредности со партнерот, тоа значително го олеснува животот, животната приказна и вашите планирања, но секако љубовта не би била љубов додека би се случувала по план, таа се случува и неочекувано и за сето тоа навистина нема правила. Така, јас сметам дека нема правила, но главно правило во црвена линија дека треба да имаме гледач. Еве, јас ќе повторам, телефонскиот број е 02 307 6677. Луѓе, зборуваме за додворување, за стартување. Да, а и пред тоа, не мора да звоните ако се срамите, да ве слушнеме. Сега можете и преку социјалните мрежи. Ете пример, имаме еден коментар од Игор Јанковски. Здраво, поздрав од Игор Јанковски од Берово. Ни требаше вако освежување на бедунскиот етер и поздрав голем да знаете, ќе ве следам бидејќи ме бендисате и што е најважно, позитивна енергија. Голем поздрав до Игор и нормално темите ќе бидеат сите оние кои што не засегаат нас, а нема побава тема кога се зборува за љубовта, но за да се дојде до љубовта сепак треба да се освои. Ксенија, кои се твоите идни планови? Еве, наскоро што може да очекуваме од тебе со оглед на тоа дека и ти на Инстаграм си инфлуенсер и ми се допаѓа дека твојата, како да кажам, твојот импакт врз Инстаграм публиката е врзан со сите оние прекрасни мисли и пораки на кои што и како треба да се размислува кога ги правиме изборите во животот. Барем јас тебе така те доживувам. Фала ти многу, Тина. Па да, јас се трудам моето капча кое што заедно го изградивме со моите следбеници на Инстаграм да биде капча на позитивна енергија, на поддршка, кача каде што голем акцент е ставен на менталното здравје и на важноста на истото. Се поддржуваме ни со други, си разменуваме убава мисла, убава енергија, така што мислам дека и те успеа во тоа да заедно со моите следбеници изградиме едно место каде што ни е пријатно и тоа особено ме радува. А што се однесува до моите идни планови, како што кажав, во петок излегува мојата книга за англискиот пазар, мојата прва преведена книга на англиски јазик, All Men Love Leah, и навистина сум многу возбудена за тој нов чекор и скок напред во мојата кариера. И се надевам дека ќе се случуваат уште многу такви слични нешта во иднина за мене. Јас навистина се трудам, се надевам и работам на себе истовремено и нели среќата се надевам дека ќе остане на моја страна. Ксенија, јас мислам дека уживаше со нас и дека ти се допадна да бидеш дел премиерно од ова издание на Црвена линија, односно премиера на новата сезона. Заедно со Тео ти посакуваме многу успех, уште многу дела, многу преводи и се разбира многу следбеници. И повторно во некоја наредна прилика. А после тебе можеби ќе ни тргне и нас
кому во љубовта, кому во работата. Поздрав, Ксенија. Поздрав, ви благодарам. Hvala, čao, čao.